Владината просечна потрошувачка кошничка е за 160 евра пониска од синдикалната минимална. Владата пресметала дека на едно 4-члено домаќинство во јануари му биле потребни 56.000 денари. Откри во емисијата Бизнис 21 министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Според него владината просечна била поевтина од синдикалната минимална, бидејќи синдикатот имал нереално повисоки пресметки. Во јануари 2026 година просечната потрошувачка кошничка, што е направена една пресметка од ова наша пресметка, е околу 56.000 денари. Кога разгледаме структурата на 2025 година, ќе видиме значајни разлики по категории. Како на пример, кај облека и обувки, разликата изнесува за 3.000 и нешто денари, околу 50% е поевтина. Кај домување, вода, исто така електрика и горивење, разликата е околу 3.000, каде што Зошто? Поради тоа што таму ставиле многу трошоци кои што не ги употребува едно семејство. Дурмиши кажа дека во владината кошничка има над 100 основни прехрамбени производи, а влезено било и Нескафето кое за премиерот беше луксус. Инаку синдикалната кошничка за јануари е 66.400 денари, а февруарската стигна до 67.400 денари, или за 2 месеци според пресметките на синдикатот е зголемена за 2.000 денари. Дурмиши рече дека гледа популизам и политика во протестот на Сојузот на синдикатите закажан за 14 март во сабота, како и на нивните барања за 600 евра минимална плата и раст на сите плати за 100 евра. Ме прашувате мене, јас сакам минималната плата да биде 1.000 евра. Не само мене, кој да го прашувате. Да се враќаме на тоа. Дали тоа економски одржливо? Дали 1.000 евра после ќе вредат толку колку што се реално? Дали куповната моќ ќе биде тоа што е? Или ќе одат, цените ќе се зголемат уште повеќе, каде што ниту 1.000 евра не може да ги стигнат поради тоа што нема економска основа оти не е базиран на економските податоци. Според Дурмиши, ако конфликтот на Блискиот Исток се продлабочи, можни се сериозни импликации за земјава, но рече дека како влада ја следат состојбата и ќе реагираат. Доколку има раст на цените, ќе се оди со ограничување на маржи за мрзнување на цени на основните прехранбени производи.